Власта само од височина го гледа проблемот со загадувањето наместо да ги засука ракавите и сериозно да поработи на решавање на овој долгогодишен проблем, кој сериозно ја труе не само метрополата, туку и цела држава. Екоактивистите по кој знае кој пат алармираат дека состојбата не чини и дека државата мора сега и веднаш да изнајде начин како да се ублажи алармантната состојба која го труе народот. Скопје ќе дише чист воздух само ако има длабински мерки, велат еколозите, и крајно се разочарани од глувиот однос од власта, која досега не мрднала ни со прст во преземање на реално решение. Дефинитивно, начините треба да бидат порадикални, а ние на политичка гарнитура и воопшто власта не е спремна на непопулистички методи. Се прават мали шепнувања однос на тие измени на начинот на грејење, на начинот на контрола на индустријските погони, во однос на сообраќајот, па да не го спомнам и градежништвото. И додека екологистите алармираат дека ништо не се прави за колку толку да се ублажи состојбата, мерки нема ни за лек. Екологистите алармираат дека власта мора да работи не само кога е загадено, туку и во континуитет, затоа што само така работите ќе мрднат од мртва точка. Нас ни се одразува аерозагадувањето на здравјето. Приморани сме да направиме промени. Тоа Европа го видела порано, ние малце каскаме, но баш затоа ако имаме пример, дајте да превземеме нешто. Поголем слух од владата, само тоа. Покрај грејењето на дрва, други отпадни материјали, сообраќајот на индустријските капацитети и градежната експанзија си го направила своето, додаваат екологистите. Вела дека сонцето и убавото време биле главен повод за владата да ги укине мерките и препораките за заштита од загаденоста во Скопје. Инаку главниот град денеска се најде на 19-тото место на листата IQ Air, која ги мери најзагадените градови во светот.